Значи, кампањата ја продолжуваме. Имавме две трибини. Едната беше како и ова со ист наслов, зошто и дали треба да се прекинат преговорите за името. Другата беше за допринесот на диаспората во македонската економија, бидејќи се појавија сомневања дека диаспората не допринесува доволно во македонската економија. Сакам да ве потсетам на главниот принцип на нашата кампања и главната порака е дека со продолжување на преговорите ние покажуваме волја или спремност да направиме компромис. Ние сме против било каков компромис, тоа и анкетите покажуваат, сите анкети покажуваат дека околу 80-90% од етничките македонци се против промена на името за влез во Европската унија и во НАТО. Сакам исто да потсетам на недавнешните изјави на Робин О'Нил и Лоренс Игелбергер, кои всушност ја поддржуваат позиција дека Македонија не треба да го смени името. И тоа е, мислам, многу важно. Се разбира, грците и грчкото лоби работаат многу силно низ светот. Гледаме пред неколку дена и Центарот за стратегиски меѓународни истражувања во Вашингтон излезе со практично истите грчки ставови дека ние треба да си го промениме идентитетот. И всушност ние кажуваме дека тоа е и центарот на грчката политика да се промени нашиот идентитет, меѓу кој е името и на јазикот. Денес викнав неколку личности кои ќе ни кажат своето мислење за нашата кампања и за целиот проблем со името. Двајца од нив ќе приметите не се со македонски имења и на тоа се сакам да обратам внимание дека некои од медиите направија контракампања дека името на детето кој се појавува во кампањата е Џорџ и спрема тоа тој не бил македонец. Тука од моја лева страна е господинот Исмаил Бојда. Тој е председател на Сојузот на македонците со исламска религија. Исто е представник на македонците од Гора Косово. Добин е господинот Едмон Темелко, градоначелник на општината Пустец во Мала Преспа во Албанија, исто и председател на Македонската алијанса за европска интеграција, која е единствената македонска партија во Албанија. Од моја десна страна е господинот Јоргос Пападакис, новинар и моментално директор на една фондација тука во Македонија. И господица Јана Лозановска, политиколог, магистер, кој е неколку пати и многу пати кажувала зборувала за овој проблем. Би сакал да поканам, да почнеме со Исмаил. Добар ден, веројатно сите ме познавате и се познаваме од некаде од пресконференција. Прво да го исправам господинот Манговски, нема македонски имиња, има македонска нација. Не е одредено ја како ќе се викам и моите внучиња како ќе се викаат. Нивното чувство, нивната национална определба не ја покажува името. На овие јужни простори и до ден денеска ние имаме проблеми со показ на името. Јас ако кажам дека сум Исмаил Бојда, значи не сум македонец. Ако кажам дека сум муслиман, пак не сум македонец, значи сум албанец или турчин. Се уште на овие јужни простори, односно поготово Србија и Македонија, искажуваат еден национално залепен дел со христијанството. Па ние имаме македонци католици, протестанти, Борис Трајковски некој погина. Нововерци, Јеховини сведоци, се откажуваме од нив. Впрочем и некне во Милениум киното, филмот, и тоа беше една одраз, да речеме, не кажувам јас ревот, меѓутоа треба да му се даде дознаење и на Министерството за култура кога прави нешто. Господинот Паскал Кузман до Галичник доаѓа, кажува овде е Македонија. И од Галичник поминува до Охрид. Најтрагичното е што тие 120 на километри не спомнува кое население живее.
од која религиозна група. Тоа население е муслиманско, има национална припадност, собствена македонска, свој јазик, своја култура, своји обичаи. Што не знам друго, уште треба да не подвргнат на ДНК или овие македонци христијани што перманентно тврдат дека нивната нација се состои само од христијанската религија, треба нив да ги испита што е со нив. Ние сме македонци 30 години, кажуваме јавно во јавност, дека сме македонци. Не само тука, во Македонија, ние имаме во гора 18 села, 24.000 македонци. Се уште со недоверие одредени политички елементи или одредени луѓе кои што не користат во изборите, да, вие пред изборите сте наши, кои ќе добијат гласот тогаш, а бе заборавивме кои беа овие. Тоа го нема. Не гледаме во извршниот одбор на ВМРО ДПМН, човек кој би стоел како македонец муслиман, не гледаме во СДСМ, не гледаме во социјалистичка, изгледа овие лидери се формираат и односно доаѓаат во нашите краишта само да ги соберат политичките овие поени гласовите, за да се затворат во собствените кабинети и да кажат, па добро, вие сте наши, ама малку сте поразлични. Што е тоа поразлично? Што не славиме Митровден? Кој вика дека не славиме? Не славиме Ѓурѓовден, славиме. Сега да се навратиме назад, да не одам натака. Зошто и дали треба да ги прекинеме преговорите за името? Прашањето за државното име Македонија е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година. Македонскиот народ и граѓаните во апсолутно мнозинство гласа за самостојна, суверена држава Македонија без додавки и придавки. Одлуката на референдумот по уставот е задолжителна за сите. Од тука никој нема мандат за разговори, преговори или договори за промена на државното име Македонија. Ако во западните демократии оддавањето на државна тајна представува кривично дела, продавањето на државното име не представува ништо друго освен велепредавство, а не слобода на мисла и говор. Промената на државното име Македонија не е демократија, туку кривично дело. Македонија е рамноправен фактор, односно наследник на поранешна СФРЈ. Македонија е основач на Обединетите нации. Треба тоа да го запаметиме. Македонија во Втората светска војна е на страна на антифашистичката коалиција со сојузничките победнички сили, поради што македонците се стекнаа со историска легитимација на државност. За жал, поради барањето на една земја членка во Обединетите нации, Република Грција или Елада, а со согласно на тогашната македонска влада, Македонија е примена во членство под Обединетите нации под државното име, но со времено обраќање поранешна Република Македонија. И веднаш да расчистиме една дилема. Македонија нема име за внатрешна и надворешна употреба и меѓународно име, односно име за надворешна употреба. Македонија има едно и единствено име и за дома и за целиот свет. И уште една демистификација на една дезинформација. Со резолуцијата на Советот за безбедност и на Генералното собрание на Обединетите нации, Македонија не прифатила да разговара за промена на државното име. Ова е многу битно. Туку да разговара за разликите на името со јужниот сосед Елада. Имено тогаш премиерот Бранко Црвенковски прифати времено обраќање. Само во системот на Обединетите нации, односно Македонија е примена во Обединетите нации под државното име, но поради согласност за тогашниот премиер со временото обраќање на ПЈРМ, поранешна Југословенска република Македонија. Македонија нема обврска да договори промена на државното име. Обединетите нации немаат мандат за промена на државното име на земјата членка. Македонија изразила добра волја да разговара за разликата за државното име, но не под услов да го промени името. И затоа председателот на владата на Македонија итно и безусловно треба да го извести генералниот секретар на Обединетите нации со писмена нота дека државата Македонија го продолжува членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под едно единствено историско државно име Македонија, кое се состои само од еден единствен збор можност за употреба на уставната референца република.
ако сакаат да употребуваат уставната референца република, како јасна разлика од истоимената Северна Грчка покрајна, која Атина за прв пат ја окупира во Балканските војни 912-913 година, вршејќи геноцид врз македонскиот народ, кој континуирано трае до ден денес, без латинската транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски Republic of Macedonia. Со меѓународниот код на МК и МКД, секоја промена на државното име на Македонија значи нарушување на нејзиниот територијален интегритет, суверенитет и дестабилизација на регионот. Ви благодарам. Јас како човек кој работеше во телевизија, знам дека вашиот време е многу краток, така да ќе бидам и јас, ќе покушам да бидам колку што можам краток. За мене ова кампанија е резултат од две главни причини, две главни фактори. Прво, тврдата позиција на Грција, крајна радикална позиција на Грција која бара да се смени името на една држава и на еден народ, ако мене прашувате. И второ, од позицијата на меѓународна заедница која еден глуп, абсурден, билатерален проблем го оставеше на агендата на меѓународна дипломатија и сега го имаме и како проблем меѓу Македонија и Европската Унија и како проблем меѓу Македонија и НАТО. Затоа јас очекував една слична кампања да почна и пред 2010-та. Јас бев сигурен дека нешто ќе се случи после ветото на грците во Букарест, но во секој случај никогаш не е толку касно. Да ви кажем мојот персонален личниот став за ова абсурдна ситуација. Грција бара моментално нешто кое од Македонија кое прво знае врло добро дека не е прифатливо, како што е да се додава придавка на името на Република Македонија. И затоа го предлага тоа. Затоа што знаат грците, политичките елити во Грција, дека нема да биде никој во Македонија никогаш која ќе го прифатеше нешто слично. И после 15 години и повеќе од кој се бавам со прашањето на односите меѓу Грција и Македонија, и во Грција и во Македонија, мојот заклучок е дека Грција само сака да нема македонското, тако наречено македонското малцинство во Грција. Главната причина за се што бара Грција од Македонија и од меѓународна заедница, на жалост, е дека грците не сакат да имат едно малцинство во Грција која ќе има името македонци или македонското малцинство. Така да, јас не гледам дека на скоро време ќе има било кој решение на преговорите. Преговорите почна да бидат виртуални преговори, нема преговори во суштина.